Пред започнувањето на седницата, би сакала да кажам неколку збора за причините зошто ја секуваме ова воредна седница. Имено и ние овде како членови на Советот, како вработени во општинската администрација, но и по широката јавност, сме запознаени за жал со трагичната вест од пред неколку дена, имено на 26 овој месец во раните утрински часови во нашиот збратимен град Драч од Република Албанија се случи земјотрес, тешка елементарна непогода, кој тешко го погоди овој град и кој за жал од ден на ден резултира со поголем број на човечки жртви, на голем број непогоди, на голем број повредени, огромна материјална штета, голема загуба за сите жители граѓани на градот Драч и на Република Албанија. Се разбира дека сите жители на Република Северна Македонија, особено жителите на општина Куманово, сочувствуваат, ја делат болката со жителите на градот Драч и во најкусможен рок организиравме, тоест поддржавме граѓанска иницијатива за помош на настраданите во парични средства, во материјални средства, храна, средства за хигиена, се она што е потребно околу прва помош во вакви тешки, несакани, елементарни непогоди, кои за жал се виша сила, тешко може да се предвидат, а се со несогледливи и со катастрофални последици по животот, по среќата, по еднината на жителите на еден град, на една општина. Тоа беше првата реакција, а она што го направија и други општини во Републикава, која исто така и ние го планиравме, и ова е најкусможен рок, значи еве 2 дена од непогодата, свикуваме воредна седница на Советот на општина Куманово и сметаме дека на ова воредна седница, тоа ви беше соопштено и во итното известување за незиното свикување, треба да има единствена точка на дневен ред на која ќе изгласаме доделување на парична помош на нашите пријатели, нашите браќа од општина Драч од Република Албанија. Пред да преминеме на дневниот ред, јас еве во ведните зборови ги кажав причините, условите, зошто и како се свикува воредна седница и зошто овој пат ја свикавме, а би сакала, бидејќи ова ни е прва ваква воредна седница во овој состав на Советот на општина Куманово, да ви прочитам дел од одредбите од Законот за локална самоуправа, од статутот и деловникот на општина Куманово, со кои се уредува постапувањето и организирањето на воредните седници на Советот. Така да нема да ги презентирам јавно сите одредби, туку извадоци од неколку од нив, кои сметам дека се релевантни и како објаснување за пошироката јавност и за нас како членови на Советот, кои се причините и условите за свикување на воредна седница на еден Совет. Според член 40 од Законот за локална самоуправа, став 4, пред започнувањето на седницата задолжително се гласа за оправданоста на причините за свикување на воредна седница и тоа ние ќе го направиме после завршувањето на овие воведни зборови. Потоа, член 30 од статутот на општина Куманово гласи: воредна седница се свикува за прашања од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, за прашања кои настанале поради воредни околности, пожар, поплави, земјотреси и слично, и при посета на делегација или висок функционер од друга земја, кога истите сакаат да се обратат на членовите на Советот. Би сакала да го нагласам и член 54 од деловникот на Советот на општина Куманово, кој го уредува еден од начините на известувањето на советниците, дека по исклучок во итни случаи, утврдени со Законот за локална самоуправа и статутот, председателот на Советот може да свика воредна седница, при што поканата за седницата со предложениот дневен ред се доставува до членовите на Советот на најбрз можен начин, што и овој пат беше направено. Значи, не се практикува редовните одредби, кога треба најдоцна 7 дена или не помалку од 5 дена пред денот определен за свикување на седницата да се достават материјалите и дневниот ред. Во вакви воредни ситуации тоа се прави и по итна покана, телефонски со порака, како и да е. Битна е целта, битно е што побрзо да се реагира и да се закаже една ваква воредна седница. Предлагам сега да преминеме на постапување, она како што налага пред се Закон за локална самоуправа како највисок акт кој ги уредува односите, правата и обврските на членовите на Советот,
и би ве замолила да се изјасниме дали постојат, значи ве прашувам, дали постојат услови за оправданост на свикување на воредна седница, ве молам да се изјасните по ова прашање. Дали сметате дека постојат услови? Повелете. Ви благодарам. Едногласно со 24 гласа за и ниту еден против и воздржан, одлучивме дека постојат оправдани причини за свикување и одржување на ова воредна седница. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред со единствена точка: предлог одлука за исплата на парични средства од буџетот на општина Куманово со намена хуманитарна помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во општина Драч, Република Албанија. Исто така во овакви случаи не нагласав, не се дискутира, не се предлага други точки на дневен ред, единствено може да се расправа, така да отварам расправа по ова предлог одлука. Повелете, дали некој бара збор? За збор се јави советникот Фатмир Идризи, повелете. Еве ме коригира, значи колега, потоа ќе ви дадам збор, не се дискутира и не се додава нова точка, меѓутоа не го усвоивме, така ве молам првин да се изјасниме кој е за вака предложение од дневен ред. Повелете. Ви благодарам. Дневниот ред го усвоивме исто така едногласно со 23 гласа за и ниту еден против и воздржан. А сега отварам расправа по првата единствена точка: предлог одлука за исплата на парични средства од буџетот на општина Куманово со намена хуманитарна помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во општина Драч, Република Албанија. Повелете. Кој се јавува за збор? Советникот Фатмир Идрези, повелете. Почитувана председателка, почитувани колеги, ги сожалувам фамилиите што ги изгубија животите и нивните блиски, и повредените му посакувам на најбрзо здравје во општина на Драч. Откога се случи ова, сите граѓани на Република Македонија беа многу организирани, солидарни на овој настан, за да помагаат, и беа многу сложни во нивните акции за помош. Значи, ова е добро и ви благодарам. Благодарам, колега. Ако сакате, исклучете го микрофонот кај вас. За збор се пријави советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам, председателка. Почитувани колеги советници, почитувани медиуми, почитувани присутни. Не би сакал многу да дискутирам, само дека во име на советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата да им изразам сочувство на настраданите во земјотресот во соседна Албанија и да кажам дека ние како советничка група ќе поддржиме било каква помош што општина Куманово од Република Македонија ќе даде на соседна Албанија и на пријателскиот град Драч. Благодарам.
Благодарам, колега. Дали уште некој бара збор? Александра Андоновска, повелете. Добар ден и од мене. Почитувана председателке, почитувани колеги советници. Се јавувам во името на советничката група на СДСМ и коалиционите партнери. Имено, дури мислам дека само протоколарно се изјаснувавме за потребата од ваква една воредна седница, која што беше повеќе од потребна, со цел обезбедување на средства за помош на настраданите лица во катастрофалниот земјотрес во нашиот пријателски град Драч и во нашата пријателска соседна Република Албанија. Имено повеќе од потребно е да се обезбедат вакви средства, пред се од хумани поводи, поради големиот број на повредени лица, загинати и лица кои што денеска се наоѓаат под отворено небо, поради тоа што нивните домови се комплетно разрушени. Поддржуваме било каква иницијатива од ваков размер и било каков вид на средства да бидат обезбедени, се повеќе од потребни. Самото тоа што, сега ќе го спомнам, градот Скопје, кој што 1963 година беше комплетно разрушен и денеска е познат како град на солидарноста, е изграден со помош од целиот свет. Ние сме тие кои што први како соседи треба да реагираме и да обезбедиме средства за градот Драч и за другите подречја кои што се оштетени во овој катастрофален земјотрес. Така да изразувам комплетна поддршка за оваа иницијатива и на оваа седница да бидат обезбедени средства за помош на градот Драч. Ви благодарам. Благодарам, колешки. Дали некој друг бара збор? И Ферис Дервиши се прејавува, повелете. Благодарам, председателке на Советот. Јас ке го користам овој случај од тука да изразувам сочувство на сите семејства кои ги изгубиле своите блиски, на тие што се повредени што побрзо закрепнување, пофалби за градоначалникот кој превзема оваа иницијатива и председателот на Советот, на сите присутни советници кои погажавте подготвеност за хуманост. Не е прв пат ова која нас не соединува сите. Ке им се заблагодарувам на сите граѓани без разлика на верска и национална припадност што преземавме иницијатива и активност што е можно повеќе да собираме хуманитарна помош за да ги спасиме луѓето, да им ја омекнеме болката на нашите на луѓето кои се под урнатини. Ви се заблагодарувам вас како советници, на председателката на Советот, на градоначалникот и на целото население, жителите на Куманово и околината за подготвеноста да им се помогне на луѓето кои се погодија од овој катастрофален земјотрес на 26 на овој месец. Ова покажува соединство, висока свест дека на тешки моменти ние знаеме да помогнеме. Уште еднаш ви благодарам. Ви благодарам. За збор се јави советникот Флори Мимери, повелете. И јас поздрав до сите, значи сакам да ве поздравам за преземената иницијатива уште и наеднаш да изразувам сочувство на семејствата кои имаат штети. Ви се заблагодарувам на вас кои сте присутни и овој акт на солидаризација да биде почеток за која ќе ја покаже хуманоста на градот Куманово. Благодарам. Ви благодарам. Дали има друг пријавен? Нема други пријавени. Би сакала да кажам уште некој завршен збор, би кажала. Ова не е редовна седница, ниту, иако имаме одредени правила, кои максимално ги спочитувавме,
сепак се подразбира дека не постапуваме на вообичаен начин, особено пак кога се вакви причини за свикување на воредна седница, кога мотивот ни е солидарноста, хуманоста, сочувството, емпатијата со нашите браќа од братската општина Драч, со нашите соседи кои многу често ги посетуваме во туристички, од други цели, причини, роднински, пријателски, тогаш навистина нема простор, ниту причина да има било каква поделба и разлика, ниту политичка, ниту по верска, по национална, по било која основа. Постапувањето на членовите на Советот на општина Куманово, на општинската администрација, па и на нашите граѓани кои веднаш во голем број се одзваа на повикот за солидарност, за пружање на помош, уште еднаш ја потврди високиот степен на свест, на хуманоста на жителите на општина Куманово, на поврзаноста и на спремноста веднаш да се помогне и брзо да се реагира таму кај што е непотребно. Ова не е прв ваков начин на постапување, ниту прва воредна седница на Советот, каде што се расправа и се обидува барем малку да се намалат тешкотиите со известни парични средства, не се ниту први граѓански иницијативи и акции и во други ситуации, и во Република Албанија, кога имаше поплави, и во другите соседни држави, и во рамките на нашата држава, кога имало вакви или слични елементарни непогоди, секоја сме реагирале брзо, соодветно и максимално солидарно со настраданите и погодените. Јас ви благодарам на сите што брзо се одзвавте, што бевте спремни на најбрз можен начин да се собереме, да ја свикаме оваа седница, да пружиме помош на братскиот, пријателскиот град Драч и ви заблагодарувам за единственоста и повторно реков на високиот степен на хуманост и солидарност. Сега ни преостанува исто така да се изјасниме и официјално и формално за предлог одлуката за исплата на парични средства од буџетот на општина Куманово со единствена намена хуманитарна помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во општина Драч, Република Албанија. Кој е за оваа предлог одлука? Повелете, Драган Петковски, процедурално? Повелете. Мислам дека за да донесеме една ваква одлука треба да претходно да кажеме која е сумата. Не може бланко да гласаме бланко. Одлуката ни е доставена електронски, можеби не сте отвориле, а не знам дали е доставена сега повторно печатена? Не. Бидејќи добро, се беше така поитен рок, поитно постапување, еве, јас и за оние што не стигнале да ја прегледаат и во интерес на јавноста ќе прочитам целата одлука и така се 3 члена. Одлука за исплата на парични средства од буџетот на општина Куманово со намена хуманитарна помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во општина Драч, Република Албанија. Член 1. Од средствата на буџетот на општина Куманово за 2019 година од програмата А00 Совет на општина Куманово ставка 413 тековни резерви, разновидни расходи да се исплатат парични средства во износ од 300.000 денари со намена хуманитарна помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во збратимената општина Драч, Република Албанија. Член 2. Средствата од член 1 нова одлука ќе се искористат за набавка на прехранбени и санитарно-хигиенски производи кои ќе бидат донирани како хуманитарна помош за настраданото население од катастрофалниот земјотрес во збратимената општина Драч, Република Албанија. Член 3. Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Куманово. Се надевам дека сега е појасно и за оние што не стигнале да ја прочитаат по пат на електронска пошта. А сега би ве замолила да се изјасниме и да гласаме во однос на предлог одлуката за исплата на парични средства од буџетот на општина Куманово. Повелете, изјаснете се. Ви благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 26 гласа за, ниту еден против и ниту еден воздржан и изгласавме одлука за исплата на парични средства од буџетот на општина Куманово
Од ставката за Советот на општина Куманово би сакала да потенцирам и со тоа се надеваме барем малку ќе ги облажиме маките на настраданото население од овој земјотрес. Повелете процедурално, Петковски. Благодарам. Значи, ние гласавме за и секако ќе го поддржиме, само еве на брзина што продискутиравме тука, оваа сума ми изгледа многу мала за општина Куманово. Така да би го замолил градоначалникот и службите да се обидат да најдат уште средства во буџетот кои што можат да се дадат за оваа намена, а ние како советници ќе го поддржиме тоа. Благодарам. Ви благодарам, рековме нема да одиме во детално образлагање и дискутирање, меѓутоа тоа беше во моментот овој сегашен и состојбата со блокадата на сметката, можностите кои се веднаш да се реагира, тоа беше максималниот износ што како прва помош може да го доделиме. Се разбира дека сите понатаму и ги поддржуваме и се приклучуваме и на граѓанските иницијативи и на другите иницијативи и верувам дека и оваа помош што ќе биде директно од средствата на Советот на општина Куманово ќе се придружи кон останатата помош која се собира веќе неколку дена и ќе продолжи понатаму од сите граѓани, организации, поединци, политички субјекти, невладини активисти и било кој е спремен да биде солидарен и да помогне. Ви благодарам уште еднаш за поддршката. За еве сака и Ферис Дервиш да се придружи, повелете. Благодарам, председателке. И јас ќе и се придружам на предлогот на мојот претеден говорник. Сериозно е многу мала сумата, 300.000 денари за општина Куманово. Јас знам моменталната финансиска состојба на општината, но ова нека биде како почеток, бидејќи ја гласавме одлуката, а во иднина градоначалникот да ја разгледа можноста да има уште една поголема помош, бидејќи ова е многу символично, 300.000 денари за општина Куманово, во споредба со некои други општини кои помагаат, но ова нека биде само како почеток и градоначалникот во иднина да ги разгледа можностите и да ја надокнади оваа сума. Благодарам. Ви благодарам, не случајно потенцирав, реков едно е и од каде доаѓа, од кој субјект и независно од политичко определеност и се, меѓутоа не случајно потенцирав дека се ова парични средства од ставката, средствата за Совет. Знаете дека ставката за Совет не располага со некој голем износ и така да во однос на средствата кои се предвидени за Советот на општина Куманово, ова не е мала сума, тоа е прилично голем износ во однос на средствата кои се предвидени за Советот на општина Куманово, а се разбира општината кога ќе ги разреши тековните проблеми во врска со блокадата на сметката, рамката и другите можности, верувам дека ќе најде начин дали со ваква слична одлука или со друг вид на акции кои таа ќе ги организира да ја зголемиме помошта до нашите пријатели и до збратимената општина Драч. Ви благодарам, овдека ја заклучувам првата воредна седница на Советот на општина Куманово. Ви благодарам.